Чест и привилегија ќе ми биде следното наше дружење и разговор со една наша позната актерка. Верувам дека на многумина или многумина ја паметат како ја што ја паметам од моето детство и од бројните проекти со кои што растевме и за кои што сега евоциравме спомени и жално е што се уште односно во ова ново време не постојат, но поводот денеска ни е обичната Ели или деби филмот, краткиот игран филм на режисерката Лавинија Софрониевска, чие што премиера се случи пред непол месец во киното Фросина во Младинскиот културен центар. Главната и носечка улога Изабела Новотни. Изабела, многу ми е драго што утринава си дел од нашето друштво и од темите кои што ќе ги обработиме овој петок. Како си генерално периодов, ќе те прашам, со оглед и на филмот, меѓутоа и со оглед на целата ситуација која што некако не остава рамнодушни, неминовно е во секојдневието да не слушнеме или некоја информација. Зборови немам, емоции останаа без глас, но сепак сцената, филмот прават да се на момент да заборавиме на овие неубави работи, да се фокусираме на нешто што ќе допринесе да не направи среќни, барем на момент, некој миг да поуживаме во животот. И како да ви објаснам? Прво, морам да кажам среќна сум што сум дел од вашата програма и среќна сум што постојат луѓе кои обрнуваат внимание на културата, поготово на филмот и театарот. Мислам дека тие ни се движечката сила во моментов. Да не исполнат со некои емоции кои длабоко сме ги скриле во нашите срца. Тоа е, за другото не би сакала да зборувам, сакам да уживам во вашата емисија денес. И јас би сакала да уживаме во разговорот. Обичната Ели се случи премиерата на овој филм, споменав од прилика некаде 13 дана, средина од месец февруари, во киното Фросина, во Младинскиот културен центар. Како е да се работи на филм, Изабела, во време на пандемија, затоа што јас од бројните фотографии кои што ќе ги споделиме накусо со гледачите, нели целата екипа е под маски. Да. Се работи, се снима, меѓутоа пак да кажам сето тоа се случува во едни ограничени услови со некакви рестрикции. Верувам тоа не влијаело на квалитетот и крајниот производ, но можеби е твое прво искуство да снимаш филм во време на пандемија. Да, и тоа беше, мислам, меѓу првите проекти кои се снима. Имавме некоја стега. Постоеше страв од короната. Протоколите беа како што треба. Бевме со маски, меѓутоа на моменти се заборава дека маската треба да се извади или да се стави. Да. Бевме многу дисциплинирани и драго ми е што целата екипа веруваше во тоа што го работи. И тие 4 дена се снимаше филмот, тие 4 дена ми беа најубавиот период во таа година. Тоа беше септември 2020 година, затоа што уживавме, немаше некои непријатни ситуации, сите бевме како едно. А верувам и сите жилни за работа со оглед на околностите. Да. И ни беше жал кога заврши. Не бевме свесни дека завршува проектот. Морам да кажам дека беше релативно млада екипа, меѓутоа морам да го издвојам Владо Самиловски, камера, кој за мене многу значеше кога го видов во самата екипа, човек кој си професионалец прво и кој сака секому да помогне и да научи. Затоа што велам, без разлика колку имам искуство, ние до крај учиме. Така, секој нов ден, ново искуство. Ново искуство и прекрасно чувство и како актер, меѓутоа и како дел од тимот. Така да сите бевме еднакви. Станува збор за прв или деби филм на една наша млада, надежна, талентирана режисерка. За жал ја немаме утринава во студиото, но ќе ја поздравиме, Лавинија Софрониевска. Какво е искуството за работата, односно од работата со токму оваа режисерка? Јас сум многу изненадена, пријатно. Не ја познавав претходно, бев на кастинг регуларно, 3 круга. Кога добив улогата, прво не ми се веруваше. Ми требаше едно
2-3 минути да видам дали е реалност или... Да, или сон или јаве. И Лавинија е, прво, морам да кажам, од младата генерација, прекрасен човек. Девојка која точно знае што сака, која е целта. Точно знае како да ги извади емоциите од актерот. Слуша сугестии од повозрастните и поискусните. Меѓутоа не скршнува од правецот. И многу ми е драго што ја запознав и посакувам понатамошен успех и порачувам да остане она што е. Не знам колку ќе имаат прилика нашите граѓани да го погледнат можеби како дел од редовен репертоар. Верувам дека прво ќе оди по филмски фестивали, вообичаено нели таков е патот на филмовите. Но од оние кои што имаа можност нели да ја погледнат премиерата на филмот, потоа во медиумите се пишуваше дека обичната Ели е приказна за соаменоста на денешниот човек кој што се губи во рамките на секојдневието, инспирирана приказна од реалноста која што ја живееме. Колку Изабела се пронајде во обичната Ели и што навистина носи како приказна овој филм? Кога ја добив улогата и кога го видов целото сценарио, не можев да поверувам дека се најдов и јас таму. Значи, обичната Ели за секој од нас, секој би можел да се пронајде? Секој може да се пронајде во ликот на Ели, затоа што сите живееме на граница меѓу соништата и реалноста. Сите работиме во некои рамки и сакаме да излеземе од нив. Дали сакаме е едно и дали можеме е друго. Да. Некогаш сакаме, не можеме, а некогаш можеме, а не сакаме. И токму тоа ми направи уште поголема желба, поголем мотив ми даде за да се направи Ели како што треба. Затоа што на Ели најдобриот другар е рибката која живе во аквариумот. Ели е во рамка, она е во аквариум и они зборуваат на начин кој само они две го разбираат. Не случајно е рибката најдобриот пријател. Тоа и сакав да прашам затоа што по фотографиите ја видовме рибката, ама не знае во која улога е. Да, и на крај нема да откријам, се надевам дека ќе биде на редовен репертоар. На крај е дилемата дали рибката и Ели ќе излезат од аквариумот, односно од рамката на животот. На животот, да. Не откриваме се, нека биде предизвик за гледачите, затоа што секогаш потенцираме колку е важно да ја даваме поддршката на домашната продукција и да гледаме наши филмови, наши серии, наши представи. Да, така што се надевам и посакувам да филмот помине добро по фестивалите и што поскоро да го имаме на редовен репертоар. Апелирам да им се даде на младите многу шанси, повеќе шанси, затоа што и темиве современи, теми што до нас допираат, што не оставаат рамнодушни и треба тие повеќе да бидат присутни. Се сложувам. Да. Која е останатата екипа, Изабела? Затоа што помала екипа сте, колку што видовме и по фотографиите. Да, се појавува и Тамара, се појавува Данче, Даница Георгиевска. И сега не ги знам презимињата на младите... Тамара Ристовска и Кирил Пенушлицки, колку што можам да видам од... Одлична и организација и продукција на Ивана. Значи, беше се безпрекорно, се беше како на сон. Едноставно на сон. И би сакала да се врати тој процес. Барем 5 минути се вратиме целата екипа, се видовме на премиерата на филмот и не можевме да... Така, емоциите тука, сакаш да кажеш, а немаш што да кажеш, кажано е си на големото платно. Понекогаш и погледот и очите зборуваат и многу повеќе. Многу повеќе, да. Многу повеќе. Тука и младиот Јане Спасич, асистент на режија, и многу ми помогна за некои технички работи. И екипа одлична. Би сакала повторно да се направи нешто, повторно да се работи, затоа што дава свежина во
во таа рамка каде што работим. А Изабела, имаме ли најави за нешто ите повторно да се работи? Затоа што велиш и ти сакам, верувам и голем дел од актерите, Моите колеги, да. од колегите да со нетрпение чекаат да имаат нели работа. Да. Ама за жал сведоци сме дека сме во едно време кога не се продуцира толку многу како што можеби беше пред не знам 20 години или оне период Да. кој што го споменав и јас пред малку. Па има најави, има проекти за долгометражни филмови, сега како, што јас... Тоа сепак и не зависи од актерите. Не зависи од актерите, од продукциите, од агенцијата за филм. Ја би сакала да има повеќе. Мислам, сите актери го посакуваат тоа, да имаме поголем, затоа што имаме и режисери, и актери, и камермани, така да за сите има и можеме да направиме. Изабела, многумина те паметат и те препознаваат од сцената на театарот за деца и младинци. Таму функционираш и во Да. моментов. Што се случува таму, на таа сцена, со оглед на тоа што нели да, бевме во ек на пандемија, меѓутоа театрите си нели функционираат со протоколи, со ограничен број на публика, на луѓе во публиката, меѓутоа сепак и децата, особено тоа е генерација на која што некако по невозможно е да им објасниш дека има пандемија или дека нешто се случува и дека животот можеби не може да тече нормално како што бил претходно, ама тие заслужуваат забава, заслужуваат смеја, заслужуваат едукација на театарската сцена. Какви се ангажманите во моментов таму? Театарот не застана ниту за миг во време на короната. Работевме под строги протоколи, со 30% од... На почетокот, Да, на така? почетокот сега 50%. Голема посетеност, и заинтересираност постоеше, постои, карти нема. Еве вчера имавме од 11 часот организирана веќе школите. Училиштата почнаа да бараат представи, вечерта полна сала по протоколи. Децата се најдисциплинирани, искрено да ви кажам. Можам да кажам, возрастните не се толку колку децата. Тоа е задоволство да се гледа како впиваат, како секој момент од сцените го ловат. И маските се на нивните лица. Значи, дисциплина, дека сакат да не гледат, сакат да бидат со нас, дисциплинирани Во и било ние... какви услови? Во било Така. какви услови. Тоа ни даде уште поголем мотив за да истраеме. И ние со протоколите. Некогаш со маски, некогаш без маски. Да, Изабела, верувам дека никогаш, веројатно, можеби на почетоците не си помислила дека, како и многумина, дека ќе доживееме пандемија. Никогаш. И дека ете ќе треба да функционираме година-две во такви услови. Меѓутоа, нели, човек на се навикнува и се прилагодува, па никако така ќе го заокружиме разговоров со оглед на тоа што и обичната Ели е направен во такво Така е. време. Каква животна поука излече ти, па можеби и твоите колеги од цела оваа ситуација која што ни се случува изминатиот период? Морам да кажам за мене лично, јас мислам дека На што не научи? ја размислував и се надевам дека оваа пандемија не научи да бидеме луѓе, да останеме луѓе. Да потиснеме злобата, гневот, да помагаме, да бидеме сплотени, меѓусебно да се разбираме, да не бидеме зверови во наводници, него да бидеме да останам човек во вистинска смисла на зборот. Тоа ми е, Да се бидеме надевам луѓе, да. дека е така. Тргнувам ја од себе си. За другите, не знам што, имавме и горе и доле моменти, сите ги поминавме, да. Меѓутоа, испливавме на некој начин, се надевам дека голема поука за лекција за понатаму. Верувам дека е лекција за човештвото и верувам дека многумина од нас си ја научија, нели, Лекцијата. собствената лекција и се извлекува некоја поука. Фала ти многу за убавиот и пријатен разговор. Верувам дека и гледачите уживаа. Се гледаме на сцената на театарот за деца и младенци, а посакувам успех на тоа фестивалско патување на филмот Ви Обичната Ели и што поскоро да го погледнеме на редовен репертоар во кино салите низ нашата земја. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на тебе.